Безбедносната состојба на Македонија е стабилна, државата има капацитет да се справи со пожарите, а собраниските тела за евроинтеграција да се заложат да се надминат сите слабости кои ги констатира Европската комисија во однос на напредокот на земјата. Ова е заклучокот од втората седница на Советот за безбедност. Во Вила Водно државниот врв дебатираше повеќе од 2 часа со посебен акцент на пожарите кои беснеат во Македонија. Како што информираше председателката Гордана Силјановска-Давкова, состојбата со пожарите е стабилна, а премиерот Христијан Мицкоски информирал за систем за превенција на кој се работи, употреба на камери и дронови со кои точно би се лоцирале опасностите, па и извршителите. Има сомневања дека дел од пожарите не се последица на високите температури, туку се намерно подметнати, рече председателката. Голем дел од пожарите не се заради високите температури, туку дека има основано сомнение дека се намерно предизвикани. Меѓутоа се разбира, се додека се работи за предистражна постапка, тоа се само предпоставки. Од владата информира за системот на кој што работат, систем на превенција. Жестока дискусија имало и за состојбата на Блискиот Исток. Сите присутни на состанокот биле со неподелени ставови за потреба од мир, но поради отсуството на министерот за надворешни работи и трговија, председателката не зазема став за евентуални ограничувања кон Израел. Денешниот хендикеп на седницата беше отсуството на министерот за надворешни работи, бидејќи тој беше предвиден како еден од оние со кои ќе зборуваме на оваа тема, значи не се зборуваше за тоа како ќе се однесуваме, но неподелено или едногласен беше ставот дека треба да се почитуваат нормите на меѓународното право, дека треба да се воспостави трајно решение и траен мир. На состанокот се говорело и за состојбата во регионот, односно случувањата во Босна и Херцеговина, институционалната криза во Косово поради неможноста да се конституира собрание, како и во соседна Србија, каде има низа сериозни проблеми. И покрај овие предизвици во регионот не се очекува тие да се одразат врз македонската безбедносна состојба, истакна Силјановска-Давкова.